Мојата порака на овој ден е многу важно што сме во Куманово и нашиот дијалект е многу специфичен, велам нашиот бидејќи јас потекнувам од овој град, но стандардниот јазик секогаш треба да биде во една сериозна преградка со дијалектите, тие не се непријатели, туку се нешто органски поврзани. Така што сметам дека одбележувањето на овој значаен ден токму во Куманово е една многу убава порака на генерациите, порака за припадност, дека нашиот дијалект е дел од големиот систем на современиот македонски јазик и дека сите треба да придонесуваме за него, да биде што подобар, да го зборуваме во најдобро светло и да го слушаме првенствено. Се менува јазикот, има поведување на нови зборови кои не се карактеристични за оваа подневја. Генерално станува збор за некој универзален јазик кој го користат младите генерации, како да се одбраниме и дали постои некоја стратегија како да се заштитиме од овие зборови. Не треба да ги напаѓаме младите многу, всушност не треба никогаш да ги напаѓаме, бидејќи јазикот е жива материја и природно е да се менува. Дури и мојот јазик од пред повеќе децении во однос на сегашниот современиот јазик е различен, тоа се нормални процеси. Не треба да се браниме од странските зборови, тие доаѓаат, се обидуваат да се вдомат во нашиот јазик, ако најдат свој јазичен еквивалент, нормално остануваат како што треба, ако не остануваат како странски, тоа не е страшно. Страшно е што не се грижиме доволно за јазикот во смисла да настојуваме да го дадеме најдоброто од нашето знаење на јазикот при пишувањето. Одбраната не е ова време на пуризам 21 век, нормално е да има странски зборови, но едноставно немам специјална порака да го сакаат нашиот јазикот и нашиот јазик со него можеме да изразиме се. Младите мислат дека не можат, меѓутоа може. Со нашиот прекрасен јазик можеме да изразиме апсолутно се што чувствуваме, што мечтаеме, што сакаме. Дали клучот во негувањето на македонскиот јазик е читање на македонски литература, македонски книги? Не постои јазик кој може да се однегува доколку не се чита. Читањето е базата и на јазикот, на неговата состојба во која што се наоѓа и особено темел на пишувањето. Не верувам во изолирано пишување без читање и во никаква грижа за јазик без читање. Тоа е првото нешто од кое што треба да се почне и кое што треба да се негува секогаш.